На пригодна свеченост во општина Кочани со презентација на наградените трудови, градоначалникот Ратко Димитровски ги соопшти резултатите од наградниот конкурс за најуспешни идејно архитектонски решенија за уредување на коритото на Кочанска река. Конкурсот е распишан во ноември минатата година и истиот беше со цел да се добие архитектонско решение на коритото од Кочанска река во должина од 3 км и 700 метри. Жири комисијата во состав Зоран Манасиев, председател, Александар Гицов, Никола Давидков, Марија Салтирова Јованова, архитекти и Јордан Димитров и Ана Кралева членови, одлучи да не додели прва награда. Волку убав момент, јас сакам само да спомнам, а и да се навратам на споменот на нашиот колега Ратко Лалович, кој прв направи напор да од една стандардна рамка во делот на третирањето на речно корито во една урбана средина направи проект со кој во тоа време неговиот проект доби награда пред колегите од целата фела од Република Македонија и на некој начин неговиот проект ни беше подлога за да направиме избор во подготовка на проектниот програм што го обработуваа сега помладите колеги, за кои јас посебно чувствувам гордост да бидам една врска помеѓу генерациите кои одминале и генерациите кои доаѓаат. За најдобро рангирано го прогласи решението под шифра МД2РТ на авторите Мила Рорик и Дејан Томски, кој е наградено со втора награда во износ со 37.000 денари. Сакам да го поздравам објавувањето на еден вака современ конкурс од страна на општина Кочани, кој што третира навистина еден интересен проблем, како што е уредувањето на коритото во рамки на градот. Нашата водечката идеја на нашиот проект беше да ја приближиме реката кон граѓаните преку формирање на контактни зони во рамки на нејзиното корито, кои што добиваат различни содржини, а меѓусебно се поврзани со велосипедски и пешачки патеки. Анализата која што ја направивме на диспозицијата на речниот тек во однос на изградената средина во Кочани, самата ни ги сугерираше намените кои ќе ги добијат тие зони, па соодветно на тие намени ние обработивме 3 зони кои што ги нарековме спортско-рекреативен комплекс, комплекс плоштад и комплекс култура. Третата награда од 25.000 денари ја добија авторите Ана Иванова, Муса Неджипе, Екзона Зендели и Ивона Крстеска од компанијата Тераплан Партнерс од Гостивар. Предизвикот е голем, но сепак со добар тим мислам дека успеавме да реализираме и да понудиме добро и квалитетно решение. Нормално времето и е мало, но за таков краток период мислам дека го совладавме. Па нормално централниот дел. Тој дел е дел каде што сите млади воедно и сите жители се собираат најмногу и најчесто, но и затоа сметавме дека треба овој дел да го уште повеќе анимираме. Секако не ги запоставивме и останатите сектори, бидејќи не е само центарот место на собирање. И затоа ние всушност секој сектор го обработивме детално и во секој сектор анимиравме и интегриравме различни содржини каде што ги анимиравме сите старосни категории. Наградите на наградените автори им ги врачи градоначалникот Ратко Димитровски.